Ова позади нас е спортската сала Расалник, некаде од страната, каде е лоциран уште еден спортско рекреативен објект. Можете да видите кафе базен, кој ете во овој момент се сеќавам лично 2014 година кога се вратив од светското фудбалско првенство во Бразил, беше во функција. Тоа од излично искуство го знам. Доста коректно функционираше, со некои пристојни цени, освежителни пијалоци и водата за бањење беше добра. Дали е во склоп на спортскиот центар во Расалник, тоа е веќе како полуотворено прашање, станува ирелевантно. Во секој случај, она што сакаме да го кажеме за Расалник е тоа дека ден-два после објавувањето на нашиот прилог и снимениот материјал на тема што се случува со спортската сала Расалник и зошто е така запуштена, руинирана и едноставно направена во дугло на некои непријатни нешта, беше ставен клуч на салата беше затворена и на извесен начин беше оневозможено буквално секој како ќе посака, дали со добри, со лоши или со проблематични намери да влегува и да прави внатре се што сака, да не бидеме малци поотворени или вулгарни пред камерата и да уринира натре во салата ако нема каде друго. Од тој аспект добро е што салата првично е така заштитена и на некој начин тоа е и нашата желба и интенција салата да остане заштитена, а во иднина или во блиска иднина, да не речем ургентно, сето ова ѓубре кое го снимавме да биде изфрлено од салата и повторно истата да биде ставена во функција. По нашиот прилог се јавија голем број луѓе и на социјалните мрежи со своји коментари, видувања, со име и презиме излегоа. Се јавија луѓе кои сакаат да продискутираат со нас на нивни начин, со нивна специфика, да ги пренесат своите гледања за спортската сала Расалник. Едно од нив беше еден од поранешните боксери, го збржуваме правото да впрочем и нема да споменувам имиња во оваа емисија, бидејќи тоа го оставаме за наредната емисија во продолжение и ќе најавам кои се плановите во врската со Расалник. Да завршам, значи генерално добро е што ете вака на брзина салата е заштитена, заклучена. Кој го направил тоа во овие 2-3 дена, официјално не успеавме да дознаеме, неофицијално проборичкавме низ сите овие, да кажам, историографски пишувања и коментари за салата, навраќајќи се 2-3 години наназад. Значи очигледно дека ова руина е дадена под концесија. На кого, како, зошто, под кои услови е многу подлабока тема, не дека нема да експлоатираме, меѓутоа во овој момент само го споменуваме тоа дека ќе биде обсервација кога е во прашање салата Расалник и нејзиното име. Значи, првично продукцијата на Скок, тимот на Скок, екипата кој ја продуцира и оваа емисија и кој беше автори на претходната емисија, го поздравува првичното заклучување на салата и нејзина заштита да не се повторува ошто.
Еве, кој што можевме да видиме и проверивме, значи салата е, вратата е затворена и рековме тоа е добро. Она што сакаме како тим која работи оваа историја за оваа сала која стои позади нас е да се обидеме да го пренесеме слухот, да пренесеме реакцијата на спортистите, на спортските работници, на тренерите, да не речем на спортските новинари, на рекреативците, на една голема маса на познати луѓе, познати личности, па да не речем и познати имиња во македонското општество и во македонската држава кои на некој начин го кажаа својот став и да не речем не поддржаа дека ова навистина е срам и дека не доликува вака целото ова да остане и дека треба да се реши. Значи во нивно име, во поширок интерес, пак ќе повторам, можеби не е наша цел да го бесиме виновникот за ваквото здање, иако заслужува наострна критика, ама подобро би било тој ова што го направил и што го оставил вака да го реши, да го исчисти, да го среди, да ја направи вратата малку подобра, не вака да се затвора со некоја жица обична. Овој дел овде кај што стоиме, кај што се движиме, да не биде вака со ѓубре, да не речем и околните. Еве, имаме училиште на нецели 50-100 метри каде што учат нашите деца и од тој аспект сериозноста на овој проблем кога е во прашање здравјето, животот, хигиената, воспитувањето и целото она не остава просто да сето ова да се одолговлекува. Сето ова да стои вака уште не знам колку време. Ова здание е изградено од граѓаните на Скопје. Ова информација ја споделија спортските новинари, наши добри пријатели кои на некој начин ќе добијат и свој простор и свое место во продолжението на нашите стори, секако доколку има желба од нив и пошироко, поексплицитно да го објасни сето ова. Значи, салата е изградена од самопридонес на граѓаните на град Скопје, на некој начин без оглед кој како склучил договор и кој се попришал од едната или од другата страна, ова сепак припаѓа на граѓаните и треба да биде ставено во нивна функција. Во таа насока, со помош на некои наши пријатели, исчепкавме податоци дека последен пат салата била во функција некаде 2018 година, кога имала фитнес клуб, бодибилдинг клуб, кога овде влегувале момчиња, девојки, сериозни луѓе кои се рекреирале, на некој начин забавували и ја градале својата личност. Ова можеме и како официјален податок, бидејќи стоат луѓе кои го потврдија тоа. А некаде 2019 година за последен пат салата била отворена и масовно користена и посетена, меѓутоа не во спортски активности, туку во некакви купи продај активност, нешто трговска работа со облека, трикотажа и така натаму, што во крајна линија не може ни тоа да биде лошо, меѓутоа оставаме и на вас да процените. Ете така, со добра намера, со добра надеж дека ова сала ќе се врати и ќе биде она што треба да биде, дом за спортистите, дом за граѓаните, дом за рекреативците и дека сето тоа ќе оди релативно многу брзо, ќе го следиме и ќе го обработуваме во нашиот серијал за спортската сала Расина. И уште нешто, збор 2 за она што работејќи го целото ова допре до нас дека
постои некоја варијатна со овие дрвја што ги гледате во позадина, овој тревник и оваа шума, да не бидат тоа што се сега, нити пак да се прошират, туку дека евентуално, како и во некои други прилики низ нашево Скопје, сето ова да биде до крај згазено, во буквална смисла на зборот, и тука да никнат некои стамбени згради со некоја маркичка. Ова не е некоја информација која имаме намер и желба да проверуваме по надлежните структури за тоа, меѓутоа има луѓе кои на некој начин го имаат ова чувство, ја имаат ова интуиција и искуство на други места од Скопје и претпоставуваат дека можеби и тоа може да го снајде ово место. Од друга страна, еден добар, мој пријател добар, ќе го зачувам извор на информацијата, вели дека еден познат, исклучително добар познат спортист со добро реноме во Македонија и вака и со добар рейтинг, иако релативно млад, има своја замисла и свој проект сето ово здање да го направи уште поубаво, ама да остане спортска сала. Значи да не биде зграда, магазин, не знам, стовариште, пазар за трговија, него да остане спортска сала и да го врати спортскиот дух на сите оние кои тука ги оставиле своите коски, својата младост, поврзани, ги запознавале своите симпатии и подоцна се создавале меѓусебна љубов која се градела низ спортските тренези, било да се работи за одбојка, ракомет, бокс, не знам, и другите мали спортови кои овде практикувале. Така да, ете, имаме две страни чаршава спортска сала Расадник, ќе ги обработуваме и понатаму и остануваме на тоа овде на ова место сите овие наши пријатели кои се неминовен дел од спортската сала Расадник да го кажат и својот глас и своето видување, својата желба и своите амбиции и очекувања како се тоа да се реши во нивни заеднички интереси.